Председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова ја понесе победата во сите општини од југоистокот. За неа во сите општини гласале речиси половина од излезените гласачи, а во одделни општини предноста во однос на Стево Пендаровски, кандидатот на СДСМ и коалицијата, е двојна. Синоќа во штабот на ВМРО ДПМН во Струмица се славеше не само победата на Силјановска Давкова во првиот изборен круг, туку и поради фактот што после 20 години ВМРО ДПМН слави во Струмица и падна бастионот на СДСМ. Да, секаде е позитивна атмосферата, секаде победува ВМРО ДПМН, тоа е голема, огромна победа на ВМРО ДПМН, посебно ми е чест што победуваме во Струмица после 20 години. Инаку позитивна е атмосферата насекаде во четвртата изборна единица, како и во цела Република Македонија. Не, немаме никакви забелешки, изборниот ден помина во една мирна, фер и демократска атмосфера. Од останатите кандидати, Максим Димитриевски од движењето Знам во сите општини од југоистокот е трет по освоени гласови, додека четврта е кандидатката на Левица Билјана Ванковска. Околу 1000 гласови во југоистокот освои кандидатот на ДУИ Бојор Османи, помалку Арбен Таравери и кандидатот на коалицијата Храбро за Македонија Стевчо Јакимовски. Гордана Силјановска Давкова, која освои околу 360.000 гласови на ниво на држава, и Стево Пендаровски, кој освои околу 180.000. Се 20 кандидати за претседател кои влегоа во вториот изборен круг, што ќе се одржи на 8 мај.